Ветеранот се изострено чувство за модна естетика на Фешинел ТВ, Алек Наумовски. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Која е вашата дефиниција за джентлмен? Па, джентлмен. Особините на еден човек и неговите манири, однесувањето, ја создаваат на целокупна слика на прав джентлмен. Оние мали ситни работи, моменти, со отварање врата на кола или придржување на капут, мантил, како и да е. Сите тие мали ситни работи го чинат еден човек, джентлмен. Тоа е горе-долу е цела наука. Мислам, има многу работи кои имаат и книги напишано за такво однесување, а тоа постои, датира многу одамна. Се сметате ли себе си за джентлмен? Па, според овие карактеристики што ги наброја? Па пробувам, да речеме, ајде да учам, можеби да. Малце кај нас и поднебието е такво да немаме многу такви елементи или манири, како да ги наречам, меѓутоа се трудиме, да стигнеме и да биде тоа како што треба. Така да тоа треба веројатно други да кажат, не можам јас да си кажам. Кои се според вас најдобрите и најуспешните модели во Македонија? Па, ја не знам сега колку треба да идам наназад, затоа што има, Оние што први ви доаѓаат на ум? Па да, јас како сега дете, не, меѓутоа моите први, да речам, некои така почетоци или како и да е, се сеќавам на онаа една екипа, што во тоа време поставија добри стандарди и работеа на ниво на Југославија и надвор од Југославија. Тоа беа, Наташа, Сани, Сања, Јованка, Ирина. Значи, они беа една супер така екипа, под водство, мислам дека беа на Марио Липша. И беа одлична екипа, многу добро функционира и навистина покажа за тоа време една голема професионалност во својата работа. И мене многу ми се допаѓа како функционираат и за прв пат некако се поставија тие, да речам, рамки на професионални, добри модели кои можат да работат. Сега посебно тој период нормално се одвои и се истакна Надица Георгиева, која во тој период, значи изборувам крајот на 80-ти, она победи на Елит Model Look, лица на годината, и направи после фантастична кариера. Беше на изборот во Јапан и после тоа веднаш и потпиша договор со интернационална модна агенција. Така да речам, тие се од тој период. Сега понатаму, веќе во 90-тите или како и да е, една друга нов бран, нова свежина донесе, нови модели. Меѓутоа, јас пак би се задржал на овие што се интернационални, да речеме, што направија кариери надвор од нашата земја. Мартина беше, мислам дека првата Павловска која отиде и направи одлична кариера. Односно, сите три интернационални модели во моментов што работат супер, и Катерина Ивановска и Елена Трајановска, се под истата капа на Елена Ивановиќ, односно Woman. Агенцијата Woman ги застапува и работи со нив. Така, кога сме кај најуспешните, кој е најуспешниот моден бренд во Македонија? Па, најуспешниот е Елена Лука, секако. Има и други брендови кои ето последниве години добро се пласираат, котираат, да речеме. Ми се допаѓа работата рецимо на Кокев како бренд. Ми се допаѓа Секирарски како работи. Има, да речам, неколку сега не можам на сите да се сетам, меѓутоа има веќе некои што оставиле печат и трага во модата во последните години. Така. Доколку би можеле да го вратите времето на почетоците на вашата кариера, би промениле ли нешто? Не би променувал ништо, пошто се случи се тоа толку спонтано и толку необично. Јас никогаш немав идеја дека ќе се бавам со мода. Некако во друг филм, себе си другачие се гледав и така натаму, меѓутоа ова се случи многу спонтано. Најца ми приде во дискотека, ме праша дали би сакал да направам пробни фотографии, јас направив, она ги прати, ме повика и така тоа некако све се одвиваше. Меѓутоа не би сменил затоа што тој ми е можеби еден од најбавите периоди во животот. Тој дел кој го поминав со професионалци во модна агенција, каде што патував низ Европа, тоа не би го менувал и не би менувал ништо, впрочем. Така, се сеќавате ли на првиот ангажман?
Да, како не се сеќавам, уште првата недела, мислам дека беше, тогаш за Винер Модел секретаријат беше мојата модна агенција таму, ме повикаа во првите 5 лица да сликаме за нови заштитни лица на самата агенција, па имаше билборди низ Виена, така да се сеќавам, пошто бев у шок. Сум ја, не знаев, нели, ни да позирам како што треба, а ме ставија со стварно навистина добри модели. Па ми беше мене така малце, вау. Ама да, беше супер. Во текот на кариерата имавте многу понуди за работа во странство. Зошто сепак се одлучивте да останете тука? Не знам зошто. Најверојатно, како ќе кажат, каменот највеќе си тежи на своето место. Не знам тоа колку е, нели? Принцип, меѓутоа јас ги правам оние кратки екскурзии, ако ме повикаат како што има, нели, кастинг или снимање или во Турција, Будимпешта или кај да е, јас ќе отидам, ќе го сработам тоа и ќе се вратам. Мене уопште не ми представува проблем. Меѓутоа, за моделот да биде константно ангажиран, треба и константно да живее во таа земја. Значи, треба најверојатно и нешто друго да работи. Сега јас не се одлучив за такво нешто, меѓутоа никогаш не е касно. Не знам како ќе се одвива понатаму. Каква е ситуацијата со македонската модна сцена во моментов според вас? Некако тргни застани ми е целата ситуација. Имаше период кога некако мрдна целата работа, тоа беше, да речам, не знам, периодот пред известно време, неколку години, како да се створи една убава еуфорија, динамика, почна многу да излегуваат брендови, почна и на квалитет да се гледа, почна некако така да заживува сето на заспано што беше во изминатиот период. Меѓутоа, после некако многу ми се измеша работите, значи, ретко, нели, останаа тие квалитетни и доследни на својата работа и она што го прават и што го допринесуваат воопшто за модната сцена, меѓутоа има и други што се проблесоци, ќе се појават, ги снимуваат, тоа не остава никаква трага, нити пак некаква истрајност во самата работа. Кампањски не може да се работи во модата, апсолутно, значи, мора да си во неа внесен и да го работиш тоа, а и мислам, она што е најважно е тоа треба да го сакаш и да го работиш со многу љубов. Само тогаш има и успех. Иначе не би имало успех. Chanel Breaking News. Елена Лука со нова колекција. Дали манекенството подразбира откажување од многу работи? Да. Ја тоа пробувам некако да го пренесам и да го кажам на сите млади модели кои се кај нас во агенција, да им го објаснам, меѓутоа... Го сваќаат ли тие тоа, тежината на работа? Не го разбираат. Јас дури не можам ни зборови да најдам за да им го објаснам. На шега нормално кажувам дека да си модел е некако, не знам со која професија да поистоветам, меѓутоа бара на вистина многу жртви, многу пожртвуваност и многу ангажираност. Не може тоа да биде ќе отидам колку да ме препознаваат или како што нели кај нас тоа се случува многу редовно и често, за да ги видат, нели, кои се, што се, какви модели се. Не, меѓутоа онаа професионалност и онаа издржливост и амбициозност само таа може да те направи на вистина да успееш во тој бизнис. Пошто е преголема конкуренција. Европа е преполна и од Русија модели, од Бразил. Ако го имаш на кастинг 20 бразилки, мислам, веројатноста да ја земат е многу мала. Така да заради тоа конкуренцијата е голема и треба многу упорност и многу откажување во смисол нега за себе.
нега физичка, нели, преди се мислам, затоа што мора да си во добра форма. Тоа е многу важно и они секогаш исто гледаат кај моделот кога ќе им се појави, треба секогаш да изгледа здраво. Значи они обавезно тоа го гледаат каква е кожата, какви се очите, косата. Едноставно сакаат спортски здрави типови. Изборот за убавина во Македонија упорно промашување. Зошто? Не знам, јас сум работел на некои мисови, сега да зборам и времето од, не знам, пред 10 години, кога беше, дали беше Екранов, не се ни сеќавам, сум правил, нели, кореографии, сум работел, меѓутоа се сменија тие работи низ годините. До што е навистина не знам, дали не е најден правата формула или правиот начин за тоа да се организира, пошто сепак еден избор за мис е пред се многу културен настан и заради тоа соодветно треба да биде представен пред аудиториумот. Да си бара свое место, си бара своја публика, си бара убаво представување на кандидатките, за да има тежина, за да, како да речам, за да имаат желба едноставно, нели, девојките да се пријават на таков избор, да им биде желба. Сега што се случува, не знам, веројатно некои грешки се прават во самата организација. Ќе можеме ли во нареднива година да организираме конечно еден соодветен избор за убавина? Па, Имаме ли капацитет? ја мислам дека имаме. Меѓутоа, веројатно треба да се погодат сите коцки. Не знам како да кажам. Значи да се погоди и да има добри девојки пријавени и организацијата да биде на завидно ниво, веројатно тогаш би се случило тоа. Јас, нели, ние поише организиравме друг тип на избори, како нели за модели. Мене тие поише ме привлекуваат и поише ги сакам и не е само ради тоа. Мене тој ми се допаѓа затоа што самата победничка или девојката која ќе се пласира у првите 5, 10, како и да е, после тоа има голема и убава шанса да работи со светски модни агенции. Значи таму има букери од цел свет, фотографии од цел свет, се разменуваат искуства, се она што е најново во светот на модата ќе го види, ќе го чуе. Така да мене повеќе тие избори ме влечат, каде што се бираат модели. Така. Кога сме кај изборите, наодамна со модел син и Наталија Становска, бевте на Луковдиер. Како се задоволни од пласмот и како поминавте воопшто таму? Па ја сум презадоволен. Наталија немаше некој значителен, да речем, успех, меѓутоа она секако потпиша договор со Woman и со Јелена Ивановиќ, она ќе биде под нивна закрила и они ќе работат со нејзе и ќе ја пласираат понатаму пред светските модни агенции, пред агентите. Меѓутоа, јас сум посебно, како да речам, воодушевен од како бев представен и како ме пречекаа таму. Навистина не се надевав. Ние имаме одлична соработка со Јелена веќе уназад години и години. Меѓутоа ме ставија во жири, после тоа го пуштија и македонскиот спот пред да ја најават, нели, Наталија. Навистина фантастично. Имаше многу супер луѓе, мислам, се запознав со букери од Милано, од Париз, од Нью Йорк, фотографии. Едно одлично искуство и размена на информации на сите тие работи. Дури изразија од Париз посебно изразија желба да дојдат кај нас во агенција за да им организираме кастинг. Им реков, да, повелете. Ќе се договориме, да, добро дојдете. Да. Иако ми беше некако така да им објаснам дека нашите модели не се баш толку желни, нели, да чекорат. За откажување. Да, меѓутоа викам сепак ајде да оставам на време, ако дојдат, ќе им организираме таков кастинг. Зошто веќе 10 години не се организира Лук Модел Срч, кој што своевремено се покажа како многу успешен избор на убавина? Да, тој избор траеше 4 години, односно 4 години се организираше. Мислам дека главниот човек на Лук Модел Срч, Волфганг Шварц, самиот тој престана, не знам ради кои причини, да го организира во светски рамки. Воопшто, да. Така да последниот, кога беа две победнички, Христина Трпкова и Катерина Николовска, они треба прво да заминат за Москва, па после треба го преместија во Лас Вегас, на крај нигде не заминаа, значи не се ни одржа тој избор.
Што беше, како беше, навистина не би знаел да кажам. Едноставно самиот главен човек на Look Model Search реши да веќе не го организира тој избор, иако беше навистина успешен. Навистина имаше одлични лица Да, од тој кои избор после излегоа големи модели. Да, навистина светски излегоа. кариери. Да. Кој е најценетото парче во вашиот плакат? Веројатно панталони од а не знам точно ни која година се Версаче, ги чувам, се уште можам некако да ги искомбинирам и да ги носам, меѓутоа на нив ми текнува, сигурно има и некои по интересни парчиња, меѓутоа не знам, ете да речам ај тие да ги одвојам. Иако исто тоа сум заклучил дека она што е бренд и што се носи во даден период, некако не губи од убавината, од како е скроено, како е направено или од самиот материјал, зависи, навистина не знам тука. Меѓутоа може да се искористиете и после долг временски период да се облече и да изгледа стварно фантастично. На што би ги потрошиле последните пари од паричникот? Без разлика дали се однесува нешто на стилот или пак патување. Па ја повеќе на патување, во секој случај, пошто вака не ми текнува, чим не ми текнува од одма, значи не би знаел како. Која е првата земја што ви доаѓа на ум? Тибет. Така? Тибет, да, многу ја сакам Зошто таа токму земја. Па има посебен мир таму, некој кој владее. Имам доста читано за и културата и традициите и така, интересна ми е. Едноставно сакам да ја посетам, различна култура, различна цивилизација. И сакам такви интересни места, например, не би одел да речеме во гужвите, во големите градови, него сепак би сакал некои вака поинтересни дестинации. Се изменија ли денеска критериумите за убавина? Воопшто? Па да, се изменија, ама тоа низ годините, тоа го светот исто така и во светски рамки се сменија, не е само кај нас. Се знаеше порано дека нели топ моделите жареа и палеа на светските писти и во еден момент даден, сега не знам, тоа е како урбана легенда, не знам ни колку е сигурно, дизајнерите одлучија да ги убијат топ моделите. Значи, пошто они премногу си поставија услови и премногу ги дигнаа цените и веќе дизајнерите не можеа да ги платат. Така, но дали блогерките и актерките што денеска им го зазема, условно кажано, нивното место, може да бидат достојна замена за нив? Па до негде може, јас се слушувам, бидејќи мене Оливија Палермо ми е број еден, да речеме. Мене она ми се допаѓа и како ја промовира модата и како ја третира. Мене она ми се допаѓа, така да има и тука да, некоја врска. Најверојатно. И да, сменети се критериумите. Порано се гледаше еден тип на убавина, сега е веќе сосема друг тип на убавина, а во последните години веќе и, да речеме, отскокнуваат, не се тие стандарди што беа порано и што важеа за една убавина. Сега се бара повеќе на харизма и некаков идентитет кај самиот модел. Значи нема проблем ако има племпави уши или огромен нос, може баш да биде воочливо, интересно и баш заради тоа да го земаат моделот. Така да сменети се, да. До кога манекенството во Македонија ќе се смета за хоби, а не за професија? Не можам вака сега од прилика нели да кажам, меѓутоа сигурно голем период. Имаме ли шанси малку да го промениме мислењето наскоро? Некои работи се придвижија, значи некои работи се осети таа убава блага промена. Ете, нели повеќе едиторијали, повеќе работа, повеќе ова, повеќе она. Негде нели мрднаа работите, меѓутоа уште треба да се помине долг период. И моделите да ја сватат суштината на модата и да сватат колку треба да се одговорни нели за својата работа, меѓутоа и оние од другата страна да сватат, да ги ценат повеќе и да го ценат и нивното време и нивниот труд. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. За крај, какво уредување во домот ве прави среќа? Според фенг шуј не. Не? Се шегувам. Па
едноставни Во каков бои. дом живее Алек Наумовски? Едноставни, чисти, да нема многу, нели, многу работи кои ќе ти го влечат вниманието и сега немам, меѓутоа би сакал да има големи прозорци за многу светлина и според мене дефинитивно дом не е дом ако нема животно во него. Така, вие имате? Да, мачка, да. Веќе 14 години. И заради тоа баш некако, не знам, убавината го прави и тоа животинче. Си има нешто посебно. Супер. Ви благодарам многу на одвоеното време. Се надевам се гледаме за скори новости. И јас вам ви благодарам. Се надевам дека ви беше пријатно. Многу. Супер, ви благодарам. Алек Наумовски за Fashion TV.